Веќе ја живееме есента, тоа знаеме. Времето брзо лета, знае така народот да каже, што значи дека многу брзо ќе ни дојдат и оние слави, празници, предновогодишни па и новогодишни, а тоа значи дека трпезите ќе бидат полни. Некој знае да се контролира, но некој можеби не, па ќе почне нагло да внесува храна, иако тоа не го правил претходните месеци. Токму за тоа ќе зборуваме следните неколку минути, како да внимаваме, како да имаме избалансирана, урамнотежена исхрана во оние месеци кога најмногу се јаде во текот на годината. Војка Динова ќе ни каже многу повеќе за тоа како да бидеме повнимателни, поздрави и да не зголемиме килограми. Војка, добро утро. Добро утро, благодарам што дојде. Убава тема, интересна тема која што сите ќе највеќе кажуваат секојдневно слушаме истото по истото, баш напротив, треба да слушате за да не после идеме да полниме токсикологија и се поред натаму сите болници. За жал, прејадувањето е стварно страшна работа, опасна работа за целокупното наше здравје, без разлика дали сме млади и постари возрастни, како и прекомерната конзумација на алкохол, газирани напитоци, знаеш како комбинација, пример, некој газиран напиток со алкохол, вино, пример. Сега таа комбинација е многу страшна, иако имаме повеќе газиран напиток, демек не е тоа алкохол, комбинацијата шеќер со тоа е страшно убитачна, значи за нашето тело треба да се внимава што се јаде, колку се јаде, во кои комбинации, во кој период се јаде. Не знам попрво од каде да почнам, има многу работи кои што луѓето ги грешат. И веќе започнеме на пример од комбинација на храна. Ако речеме дека за ручек јадеме месо, што е она што треба да го комбинираме, да не бидат уште неколку чини полни? Да, значи знаете како викаат само толку кога ќе дојдам некаде на слава или дома и окото ми јаде, или на шведска маса кога одиме по ресторани и окото ни јаде. Тука е тоа моментот кога ние треба да го контролираме нашиот мозок, зашто се јаде на нашиот мозок, не му се јаде на нашиот стомак. Ако јадеме месо, нека биде тоа со свежа салата, во прилог со некој обарен зеленчук. Толку доволно е. Да речеме еве печурки. Да не мешаме комбинации на протеини и аглихидрати. Значи да внимаваме, да немаме сега и компири, и ориз, и месо, све, и леп, поготово лебот. Значи страшна работа. Тестото општо земено е многу опасно, поготово комбинација со месо. Ако едеме риба, нека биде риба со свежа салата. Досадно сме веќе нутриционисти за тоа свежа салата, меѓутоа она е тоа кој што ни го чува здравието, затоа што свежиот зеленчук е полн со ензими, кои што ние со текот на годините, како растеме, ги губиме. И тие ензими треба да ги внесуваме преку исхраната. Значи редовно свежа храна да се конзумира со секоја термички обработена храна. Зашто кажуваме наутро јадете овошје? Затоа што тоа е богато со ензими. Даваш на телото живот. Значи ги уклучуваш, ги активираш сите чистачи на телото со внесувањето на ензимите. Значи кога јадеме макарони, нека биде макарони со салата. Да немаме сега и сосови, и намаз, и сирење, и све и свашто. Значи има време за се. Дај да го распоредиме ручекот или вечерата на неколку интервали. Например, сега ќе месо и салата, нека помине 2 сати, ќе касна малце од рибата, пример. Пак со свежа салата. Па нека помине 3 сати, па ќе касна малце блакси со некој чајче или некој убава чаша вино. Секако разладено со котски мраз. Да не јадеме све наеднаш. Да не бидеме канти за отпадоци, туку да бидеме дами и господа на маса, како што се јаде, а некако да не сме видели. А сме виделе, меѓутоа самото тоа очите, лично и за себе, кој ќе видам, вау, ама мене искрено повеќе има некој овошјето кој ќе видам, него накај нешто тоа што е. Овошјето го споменавте дека е најубаво да се јаде рано наутро. Сега тука актуелни ќе бидат и портокалите, мандарините, јаболките се постојано актуелни, кивите да не ги заборавиме, исто така кои што ќе ни дојдат, бананите ги има постојано. Каква комбинација треба да направиме рано наутро, да кажеме? Најубав еден предлог смути ќе ви дадам за оние кои што брзаат на работа. Јас лично не сум љубител на смутира, меѓутоа се што сечам, се го џвакам, што е многу попрактично и поправилно за мене. Значи ставаме јаболче, ставаме една банана, ставаме замрзнатите црвени плодови, малини, капини, рибизли. Освен оние кои што имаат алергија, смеат само малини да ставаат. Меѓутоа, секој нели кој што има проблем може да праша да се советува, се кажам во глобала, значи јаболче, банана, црвени плодови, некоја семка тиква, малце цимече ќе ставам, со водичка тоа го блендирам и еден бомба напиток. Дополнително можам живи јајце од препелица, 3 до 5, зависно кој што ги пил, ги пие 5, кој на почеток по 3 нека става.
Живите јајца со овошјето, со водата, циметот и една бомба енергетски напиток наутро. Слободно да не ставаме 5-6 овошки, 5-6 вида на семки, па чија семе, па путер од не знам од ова, од она, секакви видови ставаат. Значи да ги поедноставиме работите. Што поедноставно, тоа полесно за варење за нашиот организам, дигестивен систем. Значи 2 до 3 овошки доволно е. Смути да се стави некоја семка, зашто ставаме семки, зашто ставаме цимет, за да го држиме шекерот, инсулинот во одредена граница, за да може секој од нас да го пие тоа смути, а да не правиме на параметрите да рипаат нагоре. И на крај би сакала да споменем околу вечерата. Кој е идеалниот час кога треба да биде вечерата? Сега не може секој, може би тогаш во зависност од професијата која што има, но кој е она оптимално време кое треба да биде за вечера? Значи најбаво е после 19 часот, јас кажувам патент на уста. После 19 часот да почитуваме аутофагија, сите знаеме што е аутофагија, да гладуваме малце 12 до 13 сати, да го одмориме желудникот. Околу 18 часот нека биде вечерата. Кој ручал во 5, нема потреба од вечера. Има предлози кои што може да се јадат после 19 часот, например како пуканки спукани во тенџерче, во комбинација со свеж морков, најубава иде таа комбинација, или тиква печена во комбинација со свеж морков, краставичка, со цимече, костени варени исто во комбинација со свеж зеленчук, или друга опција наместо сите тие, какао сварено со 2-3 урми, чаша вода и ете ние мини вечерата. Значи најбове да гладуваме, да оставиме желудникот, цревата малце да одморат и за да имаме резултати оние кои што сакаат да слабеат и за да имаме мирен сон, затоа што ние најадени, ако јадеме 8-9 навечер, 20-20 на часот, ние не можеме да си го лачиме хормонот на сон, едноставно го мачиме телото да ја вари храната. Наместо да одмара, ние го мачиме да вари, он работи тешко, ние нели ни паѓа притисок кој ќе се најадеме. Очите ни се отворени, имаме енергија, не ни се спие, затоа е лошо да се вечерно навечер. Бојка, благодарам многу за овие совети. Верувам дека ќе ги практикуваме што е можно повеќе. За некои други совети, за некои други намирници ќе дојдеме повторно кај вас. Ви благодарам. Благодарам и на вас и убав ден.